Последен разговор за денешното издание на Македонија денес и верувам дека со разговорот ќе го задржиме вашето внимание. Како што веќе најавив, зборуваме за професијата контролор за летање. Имено во моментов македонската навигација секако е актуелна со својот оглас за избор за нови кандидати за школување за контролори за летање, имајќи во предвид дека годинава после повеќе од 10 години повторно е активиран овој оглас и ќе бидат вработени околу 12 контролори за летање. Токму поради целиот овој момент и потребата од нови контролори, сметаме дека е доста интересно во рамки на денешното издание да представиме професијата контролор за летање и со таа цел во нашето студио имаме соговорници кои што не да навистина добар начин ќе успеа да ја представат оваа професија. Верувам да поттикнат многу од оние кои што би сакале да ја пробаат оваа позиција, секако да ја пробаат својата среќа да бидат дел од овие 12 нови контролори за летање кои што ќе бидат вработени во текот на годината, да аплицираат на огласот. Во нашето студио токму за оваа тема гостини се Ирена Каличанин, контролор на летање и заменик директор во секторот за воздухопловна навигација. Ирена, добар ден и добре дојдовте во Македонија денес. Добар ден, ви благодарам на поканата. И секако со нас е Иво Паскалов, кој што е контролор на летање и раководител на Центарот за обука за контролори за летање. Добар ден и за вас. Добар ден. Како се чувствувате во нашето студио? Па мене ми се подобро од кај вас, од вашата сала. Да, во секој случај доста интересна професија која што како што и самата напоменав, сакам да ја представиме малку повеќе пред гледачите, но најпрви Ирена, дали може за почеток вие да ни објасните што всушност представува работата на МНАВ и сите оние гледачи кои што можеби не се упатени во функцијата на МНАВ во областа на авиосообраќајот. Така, значи МНАВ е акционерско друштво 100% во собственост на државата, меѓутоа независно во своето работење. Главна дејност на МНАВ или македонска навигација е давањето на услуги во воздухопловна навигација. Една и најопшто позната, најпопуларна, народски кажано, е услугата на контрола на летање, меѓутоа тука постојат и други функции кои што ги обавува МНАВ во рамките на своето работење, кои што се услужни исто така дејности за безбедноста на авиосообраќајот. Примарна наша дејност е безбедноста на сообраќајот. Значи, покрај контролорите на летање, тука имаме ние метеоролошка служба, служба за обработка на податоците за лет, техничката служба, која што се грижи за функционирање на сите технички уреди и средства, кои што ни се потребни за давањето на услуги на контрола на летање, и секако оние придружни административни служби, кои што се потребни за функционирање на една голема компанија. Да, во секој случај сето тоа безпрекорно да функционира, мора сите овие карики да бидат соодветно и обучени и подготвени и на својата вистинска позиција. Денеска разговараме токму за контролата на летање, сите оние контролори на летање. Иво, веќе долги години на оваа позиција, па јас би сакала само на самиот почеток да се навратиме на почетоците. Од каде желбата се јави токму кај тебе за оваа професија? Па јас во професија влегов сосема случајно. Да речеме, кога имаше конкурс многу сличен на овој што го има денеска, разбрав од пријатели, имав многу малку информации и за работата и за професијата, ама ми звучеше интересно и се решив да се пријавам, да се обидам, да видам зашто се работи. Ми беше лесно бидејќи ја само што завршив средно училиште, више бев запишан на факултет на електротехнички од тој момент, значи бев растеретен целосно, не е нешто што ми беше неопходно и влегов во процесот, па бевме на едно тестирање, на друго тестирање и кога се отворија вратите дека може да одам на ваква обука и да почнам, но дури тогаш се размислив сериозно, гледав колку може повеќе информации да добијам и се решив да се обидам. И првата година помина, ми се допадна и средината и работата и полека решив се насочив таму и целосно влегов во оваа професија. Да, видиш, сосема случајно, немаше претходно никакво познавање и интерес кон оваа работа? Па, искрено, мислам дека и многу малку имав слушнато воопшто за работата пред. Значи, тогаш ли добивав првичните информации, дури малку и се имав проблеми да ги добијам сите информации што ме интересира, што не беа толку достапни во тоа време. Прашував по луѓе каде некој може знаеше нешто повеќе. Да, баш на тој начин. Имаше ли многу интерес во тој период кога ти се пријави за огласот за контрола на летање? Дали беше можеби голем интересот од страна на младите? Па не можам се сетаме се на точни бројки, ама како што ни беше кажано, мислам дека имаше многу кандидати. За нашата обука беше обезбеден некаков грант од данската влада и тие го спроведуваат
и тестирањето и имаше голем интерес. Имавме неколку филтри, колку се сеќавам, така да сега не знам, можеби 500-600 кандидати се. До процес секако додека се дојде до самостојност во однос на работата и самостојно секако да седнете на пултот за контрола на летање и да ја следите работата. Се сеќаваш можеби на првиот самостоен работен ден? Се сеќавам, се разбира, да. Доброто кај нас е што како точно, не се почнува постепено се поведувате во работата. Имаме фаза од буката која што те обучува на самото работно место. Значи ти долго време работиш на работното место под надзор на некој инструктор, како што сме и ние меѓу другото, да. И така да тој и покрај тоа што ништо не се смени, кога ќе бидеш сам на фреквенција, значи сам на, како да кажам, во својот свет, е малце различно чувството сегаш првиот пат кога работиш, ама до некаде е интересно, сам да кажам. Да, гледачите веројатно повеќе оваа работа ја гледале можеби од некои од американските филмовите кои што ги следиме, како се воспоставува комуникацијата помеѓу контролата на летање и пилотите. Има ли сличности во тоа? Има ли динамика можеби во работата? Во некои филмови може да кажам дека лошо е представено, да. Ама има филмови што добро ја представуваат професијата. Ако да сте го гледале филмот Pushing Tin, мислам дека тоа е банализирано, мислам и направено филмски да биде и сите сублимирани многу аспекти од психологијата на контролорот на летањето да биде интересно за на филм, ама сепак е мислам дека добро доловен процесот цели како размислува, како се однесуваат контролорите, зашто мислам професијата може да се мислам како гледач да добие чувство за што е работата, што е професијата. Мислам дека е добро доловено. Да. Ирена, имајќи во предвид колку е важна оваа функција и работата на контролорите на летање, сигурно дека постои ригорозна селекција во однос на изборот на кандидатите, како и пред многу години, кога и Иво дошол на оваа позиција и оваа година кога секако повторно е актуелен огласот. На кој начин се врши селекцијата на кандидатите кои што ќе се пријават на дадениот оглас? Така, како што кажавте, ние подолг период немавме селекција на нови кандидати и направивме малку темелна анализа, направивме еден акционен план како тоа ќе се одвива и секако земавме искуства од европските други даватели на услуги за воздухопловна навигација, како тоа најдобро да го направиме. За наша среќа, во меѓувреме се изготви еден тест на европско ниво, а веќе се шири и надвор од Европа, затоа што е навистина професионално изработен, кој што точно ги таргетира оние способности кои што се потребни за контролор на летање. Значи станува збор за способности кои што се вродени, да речам, не е нешто што може да се научи. Знаењето го даваме, потоа го надградуваме. Постои еден цел сет на способности кои што се потребни за добар контролор на летање и како што еволуира начинот на работење, така малку и се менуваат овие потребни способности и тестот соодветно се прилагодува. Значи станува збор за ориентација во простор, за краткотрајна меморија, за способност за извршување повеќе работи паралелно во исто време, поделеност на внимание, донесување брзо одлуки во краток временски период и слично. Секако познавањето на англиски јазик и добрата здравствена состојба. Како што кажа Иво, секогаш овие селекции одат етапно. Се почнува од она што е најлесно за голема група на кандидати да се направи. Обично е да речеме, ако е тоа да вистина голем број на апликанти, со англискиот јазик. Тестирање англиски, тоа е веќе знаење. Англискиот јазик се учи и затоа би апелирала до сите што се заинтересирани, нели, да обрнат внимание дали нивото на англиски јазик им е доволно добро. Потоа се пристапува кон селекција со овие специјализирани тестови, потоа кандидатите одат на лекарски прегледи, бидејќи прегледите, самите прегледи исто долго трајат, се доста детални, и понатака доколку се има поголем број на кандидати од потребниот, се извршува и со помал се прави интервју, сепак некои психолошки карактеристики за да се оценат мотивацијата на кандидатите, која што е исто така многу битно. Да, Иван, може ли да се сетиш ти на тестирањето и како го помина тој период кога ги поминуваше сите овие тестови за да успееш да го добиеш своето работно место? Не можам да се разбира сетам на сите детали, бидејќи многу време е поминато. Сега ако се навраќам, сваќам колку време поминало и колку време веќе работам оваа работа, ама секако дека се сеќавам. Како што спомна баш Ирина, првото тестирање не беше за англиски
јазик. Не очекував дека ќе имам проблеми на тоа тестирање и завршим. Долго време ги чекавме резултатите, дури зашто се работеше за летен период, ама јас не обрнував веќе внимание. Како што реков, главното најдобро беше за мене што бев целосно растеретен, не очекував ништо од тоа, само го очекував почнувањето на факултетската година и можев ова на некој целосно начин го пополнуваше растеретен, своето слободно време. целосно растеретен да го правам овој процес на селекцијата без да бидам оптеретен со тоа. Откога помина тестирањето англиски јазик и кога се направи некоја селекција, добивме повик да одиме на следно тестирање. Сега тестовите кои што ние ги правевме тогаш, исто беа на компјутер уште во тоа време, се слични, не се овие се многу поразвиени сега тестови што ги спроведуваме ние, ама на таа основа се имаат многу слични карактеристики односно овие. Мене ми се вида тестирањето доста интересно. Значи се работи за некои мали вежби, дури некој може да ги разбере како некои едноставни игри кои што устварите ги тестираат способностите од различни аспекти што не си ни свесен во моментов. Тоа што можам на кандидатите им го препорачам, тие што планираат да се пријават, е дека за тестирањево нема работи што треба да се подготвуваат или да се учат, треба да бидат колку што е можно растеретени, да бидат наспани, да нема други проблеми кои што ќе им ги намалат способностите во моментот, сакам да кажам да им влијат. А нема потреба, никој не треба да очекува да постигне подобри резултати него тоа што му е нормалното функционирање. Бидејќи тоа е што нас не интересира, а тоа е добро и за нив. Значи никој не сака да влезе во професијата ако оваквите задачи му представуваат терет и понатаму ќе му представуваат терет и во обуката и се зголемуваат шансите и да не ја помине обуката, потоа и во текот на работењето ќе би му било тешко, така да треба некој што природно му лежи да извршува такви задачи. А во последниот дел од тестирањето ние имавме еден вид на упростен симулатор на аеродром, на кула работевме. Ни кажа мали инструкции, ета и тоа е многу важно да добро се следат инструкциите што е потребно да се направи, бидејќи ако не ги разбереш добро инструкциите што е потребно да се направи, може да изгубиш драгоцени поени, а може би совршено би изработил некоја вежба. И тој дел беше интересен, некој инструктор имаше од Данска, знам ние летавме авиончиња држејќи ги во раце, некои принципи ни раскажа да видат како ќе ги примениме за кратко време, са тоа се работи за, мислам дека во еден ден беше и тоа тестирање. И на крајот излегоа со некоја листа на луѓе кои ги одбрале за додатно школување. И започна тука ново поглавје во твојот живот, посветено секако на контролата на летање и авиосообраќајот. Така. Секако тука ќе ги поканеме и гледачите доколку имаат некое прашање поврзано со контролата на летање, ова навистина интересна професија, огласот кој што во моментов е актуелен, да се јавите во рамки на нашиот разговор и секако да го поставите да ги добиете посакуваните одговори. А ние продолжуваме понатаму. Ирена, што следува понатаму за оние кандидати кои што ќе го поминат тестирањето? Ете, кажа Иво, тука доаѓа секако понатаму веќе таа посериозно навлегување во процесот на работа контрола на летање. Така, значи покрај ова тестирање кое што го спомнавме и претходно напоменав, се оди на лекарски прегледи, се кандидатите кои што успешно ќе ги завршат сите и кои што ќе се во рамките на бројот кој што ни е нас потребен, ќе планираме да потпишеме договори да ги упатиме на обука. Обуката обично е представена како една пирамида, каде што се како блокови кои што се нанесуваат еден врз друг. Основниот базичен блок е почетната обука, која што се состои од теоретска обука за авиација. Значи, од принципи како летаат воздухоплови, принципи за навигација, метеорологија, воздухопловни правила и прописи, сите оние работи теоретски што им се потребни општо за работење на било која позиција како контролор на летање, бидејќи контролата на летање има како свои специализации. Еден контролор на летање не работи на сите работни места, туку во текот на обуката се специализира за одредено работно место. Потоа оди таква првична специализација, за тоа се вика обука за рейтинг, за одреден рейтинг или кај нас се вели овластување, каде што се учи таа обука, меѓутоа веќе е повеќе практична. Има многу малку теорија дополнително во однос на тој дел и се вежби на симулатор, каде што практично се применува тоа знаење, меѓутоа не е доволно само да знаете, туку треба сите оние способности што ги имате претходно и да развиете вештини доволно брзо тоа сетот да го применувате во одредени временски рамки. Откако ќе се заврши обуката во школскиот центар, која што ние ја правиме во странствот, тој тип на обука се уште не го правиме тука.
Откако ќе завршат кандидатите, се враќаат тука и се оди на обука во единица на контрола на летање. Значи, зависи каде ќе работат, дали тоа ќе биде во Охрид, дали ќе биде во Скопје, или ако некој оди на друго место во странство, се спроведува обука во единицата на контрола на летање, каде што се учат локалните карактеристики. Сега, кандидатот, пример, учи ако се специализира за Кула Скопје, должината на пистата, ширината на пистата, карактеристиките на аеродромот, како се викаат рулните патеки, кои се телефонските локали на кои што треба да добие одредени служби, кои што му се потребни за обавување на работата. И после тоа повторно има симулатор, сега со имплементација на овие локални карактеристики и знаења за повторно ги увежбува овие способности за на крај да се заврши со таа обука на оперативно работно место, фаза каде што веќе работите со вистински сообраќај, меѓутоа под надзор на инструктор, кој што се грижи за безбедноста цело време, сето тоа да е безбедно. Да, интересен процес на обука секако за да максимално бидат подготвени сите контролори на летање за извршување на својата дејност. Ние тука веќе го имаме и првиот гледач кој што се јавува во рамки на разговорот. Добар ден, за кого? Добар ден, вака се јавувам од Скопје и ме интересира подетално да ни објасните околу огласот и колку години треба да исполнува услов. Се јавувам за силни. Моментално не е тука, а имавме домашна тема дека на таа професија да се одреди. Он е сега 3-та година средна школа, па дали би можел да ги исполнува условите да се вклучи во обуката? Ви благодариме за јавувањата. Целосниот оглас го има на страната на МНАФ, но еве Ирена, можеме ли да кажеме дали го исполнуваат? Така, предуслов за да некој воопшто биде тестиран е да има завршено средно образование, да има диплома за завршено средно образование, бидејќи постои старосна граница кога може да се стекне дозвола за контролор на летање, и ова ниво на знаење е неопходно. Значи, ова е на светски рамки, не е нешто што е само кај нас. Значи, доколку е 3-та година средно, потенцијалниот кандидат би можел на некој наш нареден конкурс да се пријави. Ние исто така имаме и горна граница, која што е кандидатите да не се постари од 25 години, односно бидејќи некогаш доаѓа до забуна да немаат наполнето 26. Значи, ако се 25 години, 2, 3, 5, 10 месеци, се прифатливи кандидати за нас, се додека на денот на поднесување на документите да немаат полни 26 години. Многу генерации, затоа што немало конкурс, не успеале секако да дојдат во Македонија на оваа обука, но ете, во овој момент сите оние кои што ги исполнуваат условите може да аплицираат на огласот, а тука би сакала сега Иво да ни каже како изгледа еден работен ден на контролор на летање, ве конкретно твојот работен ден. Па добро, јас мојата моментална работна позиција во Центарот за обука на контролори на летање, имам доста административни обврски кои што ги работам во канцеларија. А исто работам и оперативно како контролор на летање, значи точно се знае кои денови сум за што распределен да работам. Тоа што го работам во канцеларијата, верувам дека во голема мера не се разликува од други работни места во канцеларија. Значи ние подготвуваме тренинзи, сепак е врзано со работата и интересно. Подготвуваме тренинзи, предавања за контролорите на летање, еве спремаме спецификации, еве и вакви конкурси за тендери, за обуки, значи со разни области имплементираме нови правила, тоа се имплементира дали од кај нас, дали европски некои регулативи кај нас, значи сето тоа некој мора да го обави, тоа го работиме во канцеларија во административно работно време. Но кога сте во кулата? Тоа нас кога работиме, па да, јасно ми е дека значи и потенцијалните кандидати за тоа би се пријавиле, значи кога работиме оперативно, денот како изгледа? Се доаѓа на работа малку наспан? Да, наспан, одморен, се подмирен, да, малку пред почетокот на баш работниот ден се собираме во една соба која се вика брифинг соба, каде што има и огласна табла, може да се добијат више првични некои информации за актуелни работи и таму чекаме повик од шефот на смена во денот, кој прави распоред за денот и определува кој на која позиција ќе работи во тек на целиот ден. И денот ни се состои од периоди на оперативна работа на некои позиции, па паузи и потоа повторна оперативна работа и сега некогаш има повеќе паузи, некогаш има помалку, зависно колку има сообраќај, колку има потреба. Летово немавте многу паузи? Па веројатно паузите се сведени на минимум. Мора да кажам дека има правила
колку може и максимално да работиме континуирано, колку мора да имаме пауза, значи контролорите на летање се доста заштитени со разни регулативи, да не дојде некој да биде веќе заморен на позицијата или во денот или во неделата, значи има, се не би навлегувал во деталите, ама на тој начин се одвива и си го организираш денот. Работиш на позиција, значи на позиција кој не значи се работи на во живо со сообраќајот, се зборува на радиофреквенција, во живо со пилотите, се даваат инструкции, информации, значи ти сврти лево, ти сврти десно, качи се, спушти се, вамо информации, вамо има лошо време, вамо имаме активно со параглайдери и контролорот на летање се грижи воздушниот сообраќај да се одвива безбедно, експедитивно. Значи главната задача му е авионите да не се судираат меѓу себе, да не ударат во планина, да им биде што поекономичен летот и така натаму. Значи сите тие задачи му се. А некогаш имаме и време, како што некои колеги на шега кажуваат, да испиеме кафе во најубавата канцеларија на светот, на кулата со големи прозори, со 360 степени поглед кон светот, во разни услови, во зима, лето, во снег, во дисунца, изгреј сунца, 24 сата се работи на кулата секој ден, без разлика на колку има сообраќај, некојаш има малку сообраќај, некојаш има многу сообраќај, се прилагодуваме на условите. Да, веројатно на како што и самите велите вистинско уживање да се испие едно кафе во тие услови, во таа атмосфера, сигурно е интересно и да се гледа каква е атмосферата додека сите сте на работните позиции и следите својата дадена задача. Па сигурно. Тоа многумина немале можност да го искусат во живо, но ете вие секојдневно имате нови приказни, нови искуства. Нашиот следен гледач веќе не очекува на линија со своето прашање. Добар ден. Повелете, дали се слушаме? Режија, дали гледачот се уште? Се прекине гледачот, телефонските линии се и понатаму отворени. Ние продолжуваме понатаму. Ирина, вие сте веќе повеќе од 20 години во оваа професија, контрола на летање. Работите и се уште на оваа позиција, па може ли од ваше искуство да ни кажете што е пресудно за да се биде успешен во професијата контролор на летање? Па покрај поседување на оние способности, нели, кои што ги спомнав претходно, кои што треба да ги има кандидатот, треба да има навистина мотивација и желба за оваа работа. Еве сега слушаме разни приказни кога родителите се обидуваат да убедат некој кандидат да се пријави затоа што им личи дека нели интересна професијата, меѓутоа едноставно некој од младите не се пронаоѓаат во оваа професија и тогаш мислам дека е контрапродуктивно дури доколку ги има способностите да се тера да го работи тоа. Навистина треба да сакате професијата, бидејќи се работи, како што кажа, во секакви услови. Се работи дење, ноќе, на празници, викенди, во лоши временски услови, во убави временски услови, кога сите се надворни или а вие мора да сте на работа. И тоа е тоа. А од друга страна, пак ќе потенцирам дека мора да ги имате способностите, како што се нели брзо донесување на одлуки, ориентација во простор, мора да знаете многу добро англиски јазик, да сте во добра здравствена состојба која што постојано мора да ја одржувате, затоа што со опаѓање на здравствената состојба ќе изгубите дозволата за работа. Колку жените се активни во оваа професија контрола на летање, вие како представничка на понижниот пол, имате ли доволно колешки? Така, имаме помалку од потребно, меѓутоа мислиме дека во моментов е и доволно, да речеме, околу 20% од контролорите на летање во Македонија се жени. Се надеваме дека овој број ќе се зголеми, меѓутоа процентуално и во другите контроли на летање сме во помала бројка од разни причини. Некадеш во Шведска може би најмногу се доближува до 50% бројката да се 50-50, меѓутоа еве работиме на тоа. Во секој случај отворен е огласот, па ќе видиме колку ќе се пријавати оваа година од понежниот пол, а ние веќе го имаме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма. Вака ги поздравувам гостите и Ви благодариме, повелете. Вака ги поздравувам гостите и сакав да ги прашам. Дали има, значи, факултет негде тука во околните наши на територии што се околу Македонија, каде што може да се образуваат овие кадри и кога е тоа пријавување, пошто сега слушнав дека има некако пријавување за такви за контролори на летање, кај може да се пријават и кога може да се пријават? Ви благодарам многу за прашањето. Еве ќе дадеме одговор, Ирина. Така, значи, најчесто оваа обука не е во рамки на факултет. Тука е специјализирана обука за контролори на летање.
Ние имаме пракса до сега, значи не кандидатите сами да се упатуваат на школување, баш заради тоа ние ги упатуваме на овие тестирања каде што може да ги проверат своите способности да бидат селектирани, а подоцна ние ги подмируваме трошоците за школувањето, за престојот за време на школувањето и понатака во текот на целиот процес и секако со крајна цел да ги вработиме во редовен работен однос во нашата компанија. Конкурсот е отворен до 12 септември. Како што кажавте, информациите ги има на нашата веб страна, каде што може да ги, сите оние потврди за неосудуваност, извод од матично, диплома за завршено средно образование, таму се наведени сите услови, потврда за познавање на англиски јазик ниво B2. Да повторим уште еднаш веб адресата на нашата компанија mnavigation на англиски.com, на која што има огласот, има и некои дополнителни информации. И, значи, доколку се заинтересирани, имаат завршено средно образование, не се постари од 25 години и имаат добро познавање на англиски јазик, би ги поканиле да се пријават на конкурсот. Постојат школски центри кои што нудат обука, значи приватно условно да кажам, меѓутоа таа чини доста пари и веќе сите исто така бараат овие тестови да кандидатот претходно да ги положи и покрај тоа што некој е спремен да плати за обуката, сепак бараат да ги положат овие тестови. Да. Иво, еве, веќе долги години на оваа позиција и работа контрола на летање, од денешен аспект, како и секоја професија, претпоставам дека и оваа има и своји предности и своји мани, но вреди ли да се биде контрола на летање? Би препорачал ли на сите оние кои што се заинтересирани да се обидат да пробаат својата среќа, да бидат ваши колеги? Сега, тоа е секој лично да си одлучи што мисли дека му вреди или не. Сепак треба да се вложи доста време и енергија, мислам, во целиот процес, ама и јас мислам дека вреди да се влезе во оваа професија, во тоа што го, значи сепак оваа професија, значи не е нешто хоби или некое знаење или било какво некоја споредна работа, значи се работи за професионално работење како контролор на летање. Знаењата што би се добиле на оваа обука се по европски, по светски стандарди, кои што си важат не само кај нас, туку и во Европа, овозможува за некој млад способен човек да може успешно се реализира, да работи нешто, да има пристоен живот, дури и во Македонија тука, да работи во една динамична средина, да биде дел од светот на авиацијата, кој што е доста интегриран, бидејќи многу зависиме од секојдневната работа, многу зависиме едни од други, така да за мене тоа е нешто што би требало да е привлечно за секој млад човек. И сега, како и секоја професија, си носи, тоа е вброена меѓу најстресните професии на светот. Не е за џабе тоа, сакам да кажам. Си има, значи, доста е захтевна професијата, треба да се вложиш и самото работење, секојдневното работење, бара од човекот да се вложи солидно во работата, но за мене тоа е позитивно, пак кажам, секој како си го доживува. Да, оставаме секако на сите оние кои што ги исполнуваат условите да го пронајдат и да го прочитаат убаво и детално огласот и да пробаат секако да ги видат своите можности, дали ете токму ним ќе им се насмевне среќата да бидат во оние 12 кои што годинава ќе се вработат во МНАФ, па во секој случај има ли можеби тука старосна граница до кога еден контролор на летање може да извршува својата работна дејност? Пред да ви одговорам на ова прашање, бидејќи неколку пати потенциравте дека станува збор за 12 кандидати, да кажам дека ова е повторен оглас за контролори на летање. Ние веќе одбравме 5 од потребните 12 кандидати. Точно, ни остана место сега за уште 7 кандидати, што не значи доколку имаме повеќе успешни кандидати дека можеби нема да гледаме некако во наредниот циклус да ги примиме. Бевме разочарани малку првиот пат, мислевме дека од прва ќе имаме доволен број на кандидати, меѓутоа за разлика од претходните години Иво што спомна каде што имало по 500, 600, 700 пријавени кандидати, на првиот оглас имаше пријавено само околу 200 кандидати. Сега за старосната граница што ме прашавте, универзална старосна горна граница не постои. Се уште е оставено на ниво на државите со границата за заминување во пензија, при што, како кај нас, така и во другите држави, ние имаме бенефициран стаж.
кој што е различит во различити држави и различито е регулирано заминувањето во пензија. Па од тоа малку зависи и од нивото на работа, колку многу е и колку се оптеретени во текот на работата, кога ќе заминат во пензија. Доколку условите им дозволуваат решено социјално прашање и ги исполнат критериумите за заминување во пензија, во некои држави веќе со над 50 години контролорите на летање заминуваат во пензија. Од друга страна, во контроли на летање каде што нема голем обем на сообраќај и се додека контролорот ги исполнува здравствените услови и секако условите за способност, компетентност за работењето, кое што се оценува периодично, има случаеви каде што контролори на летање работат и со 70 години. Иако ја поминале таа граница за заминување во пензија, меѓутоа се додека ги задоволуваат условите, во некои држави е дозволено да продолжат да работат. Да. Во однос на здравствената состојба, веројатно дека постојат и тестови и прегледи во текот на работното искуство, колку често секако вршите контрола и проверка на здравството и на здравствената состојба и на сите останати потребни квалификации за задржување на оваа работна позиција. Па, здравствената состојба, значи, е потребно континуирано да биде на задоволително ниво. Ние медицински прегледи сме обврзани да правиме, имаме лекарско уверение кое што се одредена важност, кое што кај нас е до 40 години важи на 2 години се издава, а после 40-та година секоја година значи одиме на еден комплетен систематски преглед специјализиран за нас од доктори кои што се со специјална обука за нашите стандарди, како да кажам, за дали ги задоволуваме или не. Во било кој момент секој може да биде упатен и на вореден преглед, бидејќи се случуваат секакви ситуации нели со здравјето на луѓето, а е потребно да биде на завидно ниво на еден контролор на летање. Во секој случај интересна, динамична професија која што како што кажавме не можат сите да ја работат, но ете, бараме во моментов уште 7 кој што ќе ја надополнат таа бројка, тој недостаток кој што треба да се надополни секако во овој период до 12 септември. Сите оние кои што се заинтересирани може да ги поднесат пријавите за аплицирање за обука за кандидати за контрола на летања, секако понатаму останува се на нивната среќа, способности и можност да се пронајдат во оваа професија. Така, ние ги повикуваме младите кои што ги исполнуваат овие основни критериуми, значи имаат добро познавање на англиски јазик, се помеѓу 18 и 25 години, мислат дека имаат способности, еве како што кажа Иво, некогаш не се сигурни, меѓутоа нека се обидат, можеби ни самиот процес на селекција ќе се пронајдат себе си, за наша среќа и за нивна се надам. Да, јас ви благодарам многу и ви посакувам успешна работа, безбедни летови, мирно небо и секако уште многу кандидати кои што успешно ќе бидат обучени и дел од вашиот тим. Благодарам. Драги гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое што го следевте овој разговор. Секако доколку сакате и сте заинтересирани лично вие пред се да ја работите оваа работа, без некоја страна да ви наметнува, пробајте среќата и искористете можноста да се пријавите на огласот за обука за кандидати за контрола на летање, па можеби некој